Ова порече е чудесно. Ни помалку луѓе, ниту поголем простор. Околу 3-4 илјади луѓе распослани дури во 54 населени места. Веројатно, Македонски Брод е општина со највеќе села во државата. А ова е Могилеец, на покривот на Македонија, ке рече хроничарот на овој крај Миле Јовановски. Нема село, нема камен или патека каде што Миле не стапнал. Роднокраен влюбеник. Значи Могилеец, село старо, па од вчера, од денес подновено. Денот е за светите Михаил и Архангел. Црквата им се вика така. Ја подновија пред неколку години и од тогаш го слават низиниот роден ден. Токму така. Сега кум е Јошко. Денес на овој убав ден, светол ден, се собравме тука да одбележиме роден ден на црквата и осветување. Значи на овој ден црквата ја осветивме пред неколку години и сега секој ден, секоја година на овој ден имаме роден ден на црквата и прослава, значи манифестација која ја одбележуваме со нашите пријатели, со селани, со граѓани и сите други гости кои добронамерни кои што сакаат да дојдат тука во нашето село. Јас сум овде кум на оваа манифестација денес што ќе се одржи. Пошто лани прошлата година беа тројца кумови, немаше никој да се најави за оваа година, јас се јавив со моите деца и фамилија и сакаме да бидиме кумови и сне кумови на оваа манифестација и ќе одбележиме денес за здравје, за убавини, за сите пријатели и верници кои не поштуваат и кои сакаат да дојдат тука кај нас. Народот е верен, се собираме тука на овај, значи светол ден, роден денот на црквата и за во Водици, значи во јануар, на 18, 19 и 20 имаме исто така добри прослави, забави за сите што потекнуваат од тука, се враќаат и некои дури што се многу одамна иселени, па се враќаат, ги слават Водици, значи крстот не го оставаат, продолжуваат да си го слават, значи славата. Се паѓа негде Водици на 20 години, на 25 и тоа е тоа, значи добро е. Народот е верен и со живот има. А могилчани на овој ден, тие што можат, што љубуваат да си дојдат на дедовското огниште, ќе бидат тука. Дали од Брод, Кичево, Скопје, Брвеница, Прилеп, сеедно. Се почитува денот, црковната слава, барем за овој ден, ако се може, ако нема обврски. Зашто, Бога ми, во ова турбулентно време, сите имаат своји проблеми. Работа, задачи. Времињата, ете, се такви. Како и да е, ако се може, секој настојува за Архангел и Михаил да дојде во Могилеец. Јас сум од Македонски Брод, таму и живеам. Денеска тука дојдов со татко ми, мајка ми. Од тука потекнува татко ми од тоа село. Денеска е ден на светењето од црквата Свети Архангел Михаил. Секоја година се слави 17 ноември како годишнина од светењето. И често доаѓаме тука, сум доаѓал и како мал. Од тука е татко ми, како што кажавме, влечат и корените. И ќе доаѓам и во иднина тука. Убаво село е. Убаво село, планинско место, чист воздух и така. Летните горещини. Летните горещини, како и секогаш. Сонце, лето, убава природа. На овој ден осветувавме црквата, а владиката Тимотеј не почести со осветувањето и така секоја година традиционално прославуваме денот на светењето на црквата. Се сеќавате и тогаш беше македонската телевизија? Да, и тогаш беше македонска телевизија и напуштањето на осветувањето беше снимките и игрорно друштво сите. Могилец. Како
Како беше порано? Могилец беше село од 70 на куќи, имаше бројаш околу 200 и нешто жители. Имавме детски игри, имаше училиштето беше скоро 200 ученици учеа внатре, кои што доаѓа и од соседните села. Ама со текот на времето, како што идеше целата модерното време, целата ситуација, се исели селото и сега се трудиме сите да се вратиме назад, еве изградивме црква, се асфалтираше патот, се направи некоја, сега ни фали уште водовод да направиме и да биде секако што треба. Повеќето луѓе се враќаат, има луѓе кои што доаѓаат, еве самиот собир кажува на овој собир на Водици, на слави што се на селото, доаѓаат луѓето и си пренесуваме ручек и славиме. И ти се врати? Јас се вратив, изградив викендица тука. На стари темели? Не на место од баба ми. На старите темели обновивме куќата кај што живеат братучеди. Како викаат, од кај женето, таму е роднината? Од кај мајка ми, да. На местото од мајка ми, јас сум потекло од Било. Могилец е одамна одселен, ама некои останаа како чувари на огништата, на каменот, на коренот, да не се заборават. За кого запали? За синот, за лупчета, дечине Господ им дајат. Дечине им дајат. Колку имаш уница? Овие девојчинева ми се. И двајца од ќерка ми, внуци. Од стариот немам. Ќерка ми има 2 сина. Овие јоше имат 2 ќерки. Лупче ми немат. Уште Господ златен да ми дае Господ, се радува со полно срце. Тоа ми е најомилено. Од тука си? Овдека, од Равне сум, овдека мажена. Од овде преселени сме Брод. Ама си доаѓате? Си идиме. Вака за Свети Арангел, за Водици, си идиме овде, си ја посетуеме куќата. Да. И денеска еве дојдовме на синов мује. Славава си ја земат и си го чекаме со драга војлен со мајна. Ајде за многу години нека ни е. Година повесели. Свети Арангел? Свети Арангел. Од тука сте? Да, од овде сме. Фамилија сме си со ова, со домеќинка. Од овде сме. А кај живее? Тука, село овде. Село. Убаво е Могилец? Убаво е. Убаво е, тука сме се родиле. Убаво е. Чист воздух? Чист воздух, убаво. Нема ни магли, нема ништо. Чисто. Сега ќе си запали свеќе за Бог? Да, ќе си запала за Свети Арангел, да. Ќе си запалиме свеќе, ќе си оставиме пари и тоа. За среќа на фамилија? За среќа на фамилијата, за цела фамилија, цела рода. А ги има многу? Има. Така е, ама Могилец има своја историја. Има колективно паметење за тоа што било тука порано, што се и кои се. Што вели легендата за Могилец? Самото име веќе асоцира на стара населба, старо место. Тука далечната 57 година јас го напуштив ова родно катче, меѓутоа каде и да сум на светот, јас го носам во срцето како потпис, како печат. И со желба за секогаш за повторно, со копнеш за секогаш повторно да се вратам. Поради тој копнеш, јас си формирав и манифестација потписи на срцето, која еве 13 пати ја правам во поречието. Иначе,
Поречието, накој со да кажам, за гледачите, брои 54 населени места, а селово мое родно Могилец се наоѓа точно на границата на онај дел од кој го дели долно од горно Порече. Значи, сега сме на влезот на горно Поречието. И на покривот се знае, на покривот на светот, моето родно најубаво село Могилец. Кој гледа како прозорец, како отворен прозорец кон светот. Што вели легендата, од каде Могилец иначе? Па вака, Могилец е едно од најстарите села кои што датираат во записите на историјата. Тоа се спомнува уште далечната 1335 година во записите на кралот Стефан Душан, кој што давал дарение при ослободување на Прилеп на манастирот Трескавец, давал дарение. И тоа се спомнува уште 1335 година, меѓутоа како со назив Могилица. Сега, уште постојат на местото Робоец, над селото, уште постојат урнатини, зидини од една растурена црква, кај што било селото. Меѓутоа, према народното предание, на Великден, пошто Великден е селска слава, Илинден, Великден и Михаил Архангел, или Аранđелоен, како народно што го говорат во поречието, е селска слава. Овдека и турците влегле на Илинден, на Великден, пардон, и го запалиле и многу од селаните и ги поклале. Меѓутоа, дел од селаните се преселиле во Битолско и створиле село кое што се нарекувало Могилан. После известно време, еден од тоа село Могилан, копнеш, како ја што копнеам од Скопје да се вратам секој пат тука, кон родното огниште, и тој копнел да се врати кон стариот, кон своето родно огниште. И се вратил на денешново село и, всушност, према народното предание, така се нарекло селото Могилец. Го возобнови, всушност, таа од Могилан Битолско, така, и дошол тука и така зачнал едно ново село, една нова населба, со еден вековит копнеш кон родното огниште. Овие могилчани носталгични, влюбени и лојални кон своето село. Нема многу луѓе, ама еве си ја подновија црквата, си ги почитуваат и традицијата и верата. Го нема веќе отец Марк да ги благослови, ама тука е неговиот довчерашен соработник и верен наследник отец Александар. Се наоѓаме во храмот Свети Архангел Михаил во село Могилец, изграден во крајот на 19 век, како и сите храмови во поречието, возобновен во 2012 година, на 17 ноември, на денешен ден е преосветен, го освети неговото високопреосвещенство митрополит Делскичевски господин Тимотеј. И од тогаш навако, од 2012 година, се одржува една традиција во чест на осветувањето на овој свет храм. На новиот ден има собор во село Могилец, каде што мештаните на ова село и сите други мештани од поречието се збираат заедно да го прослават денот на осветувањето на овој свет храм. Они со среќа го викаат роден денот на храмот. Да. Значи, црквата, како црква, секој незнание осветување, градење, самиот ден осветувањето е роден ден. Село Могилец и како целото поречие одамна го изгубило својот сјај на народот, но со традициите нашата вера, кои да се враќаат во своите родни краишта, да ги држуваат црквите, манастирите, своите стари огништа, во своите можности, во рамките на своите можности, али сепак се собираат да ги држуваат верата онака како што биле нивните предци. И што за крај на ова дружење за празникот Михаил и Архангел во црковната порта во Могилец. Неодминливиот Миле Јовановски, верен хроничар на поречието. Тапанчука гајда свири, жубор води, носи глас, поречки не води духот, на огништа родни пак. Могилечки дух не води, на огништа родни пак. Ај запејте, могилчани, стари песни, наши исконски. Заиграјте
Могилчанки, стари ора, наши таговни. Сино небо, сјајни звезди, јасно сонце, светол ден, најми роде песна запеј, заиграј го тешкото. Најми роде песна запеј, заиграј го тешкото. Така треба. Могилец и Порече не можат да се заборават туку така. Ајде до видување од некое друго убаво село во Македонија.